Вчерашната огнена стихија во Кочанско, предизвикана од палењето на жетвените остатоци на земјоделските површини во полето, представува уште една по кој знае кој пат повторена опомена за опасностите што ги носи оваа штетна земјоделска пракса. Безбедноста на жителите и на материјалните добра, особено во населените места Горни и Долни Подлог, Грдовци, Мојанци, беше доведена во ризик. Во опасност беа и екипите на територијалната противпожарна единица и на доброволното противпожарно друштво од Кочани, кои вложија надчовечки напори во гасењето на пожарите. 30 пожарникари и доброволци со 7 возила повеќе од 12 часа беа на терен и успеа да спасат неколку стопански објекти во местноста Керамидница, како и куќа на влезот во Горни Подлог. Апелирам да престане палењето на жетвените остатоци, затоа што носи долгорочни последици. Се уништува целиот жив свет на земјоделските површини, како и корисната материја, која што представува органско ѓубриво. Се разнишува биолошката рамнотежа, се загадуваат површинските и подземните води. Со согорувањето на органската материја се загадува воздухот и се емитуваат стакленички гасови, кои се главни причинители за климатските промени, повикува Љупчо Папазов, градоначалник на општина Кочани. Градоначалникот додава дека пожарот е под контрола, а противпожарни екипи дежурат на критични места. Согласно законската регулатива, палењето на жетвените остатоци е казниво со закон, односно за палење на оган во постевите, во страдиштата и во нивната близина, како и за оставање, фрлање, спалување или неконтролирано отстранување на жетвените остатоци следуваат казни. Овластените инспектори за земјоделство и животна средина и полициски службеник може да израчат мандатни казни со парична глоба за сторен прекршок или да поведат кривична постапка.